всушност првите народи, првите племиња, првите жители на овој дел, кои се споменуваат под многу различни имиња. Какви се историографските погледи на сето тоа и лингвистички? Македонците се дел на пелазгите. Или пелазгите дел на македонците, како сакате. Дека е ова точно, дека и пелагонија, кој ќе ја земете, се добива троагонија, постојат објавени податоци во историите, кои за жал ние немавме прилика да ги учиме како учебници. Например, извадоци од стара историја за Кралскиот коледж во Франција, каде се учи таа историја, и еве во неа што се вели. На страна 318, издадена 1838, јас го порачав преку интернет и го добив изданието, четврто издание од 1838, еве што се вели за македонците. За нас се вели дека царството или кралството Македонија води свое потекло, зборуваме сега за историското време, нели, за кралството, од една колонија пелазги од Хистеотида, кои прогонети од кадмејците во 1392 година се населуваат на Пинт под име македонци и се шират последователно до крајот наречен Ематија. Митолозите и историчарите велат дека оваа провинција била наречена Македонија од Македон, синот на Јупитер и Тија. Различни фамилии го формираат царството Македонија, 15 на број. Еден од овие принцови бил наречен Пелагон, според Јустин бил татко на Астеропај, кој во војната од Троја се појави и се вброи во рангот на бранителите на царството на Пријам. Значи, стои во историјата факт дека македонците се дел на пелазгите. А што е најважно? Овие пелазги, како и сите други народи, уште во третиот, да речеме, милениум, стануваат големи преселби, се преселуваат во Мала Азија. Ова се говориме за пред наша ера. Да, се враќам назад, за да ги поврзиме, за да покажам дека постои континуитет на пелазгите и тогаш и сега, а ние сме дел на нив. Преселувајќи се, зошто се вратив назад, во Мала Азија, да речеме во денешна Палестина, е формирана од пелазгите. Пелазгите се пелисти, а тие пелисти кои ќе ги преведете јазично се добиваат феникијци. Што сакам со ова да кажам? Дека и феникијците, од кои нели се тврди грците го зеле писмото, се пелазги. Пелазги кои отишле од Балканот, Мала Азија е пресликан Балкан, таму ја развиле цивилизацијата, познати се феникијците. Знаете, а грците го зеле значи писмото од пелазгите. Дека ова е точно зборува најголемиот грчки историчар, антички Диодор, да речеме. И таму стои кај Диодор, еве можам да ви прочитам дека првата азбука е на пелазгите. Феникијците, од феникијците грците ја зеле азбуката, но таа на почетокот била наречена пелазгиска азбука. Подоцна се смета дека грците ги развиле вокалите, а всушност според слависти познати, на пример рускиот славист Владимир Нерознак, тие се развиени уште во Мала Азија. Така да, ние сме дел на пелазгите, како што сме дел на китите. Во Библијата, во првата книга Макабејска пишува: Александар Македонски излезе од земјата Хетејска. Хититското царство, едно од најголемите империи, е од Балканот. Во 29 век, во третиот милениум, китите од Балканот, Крит од Егеот, одат во Мала Азија и во северозападниот дел формираат огромна империја, која води битки со фараоните на Египет и ги победува. А таја се состои од Ликија, Киликија и Арзава. На тоа кититско царство станува вазал Алаксандус од Троја. Таја е таја Троја што ја формирале тројанците после Тројанската војна. Одат во Мала Азија и формираат своја држава. За ова постојат документи најдени во Богаскеј од кититите, напишани на хероглифски со клинесто писмо во 1916 од Беџи Грозни и се објавени. Еве, тие се објавени во книгата Учете кититски од Чикаго.
во еден од тие документи објавен е договорот на Алаксандус со кититскиот цар и вика: ти, Алаксандус, како вазал мораш да ме почитуваш, ако некој нешто погреши ти си должен да се обратиш, да не известиш, да даваш војска за царството. Објавен е договорот на таа Троада. Значи Троада на Шлиман постоела, но првата Троја е на Балканот, затоа што основата на светот, ова не се приказки, геолошки се покажува дека животот почнал на југ од 45-та паралела, на југ од Дунав и Егејот. Тоа, мислам, се докажува, запишано е во науката, затоа што горе сето било мраз. Познатиот академик Владимир Георгиев, еве овде носам и документи, во неговата книга Исследување, покажува дека тој дел до 5-тиот милениум бил лед и дека од југ, дословно пишува и во големиот атлас, например, на светот, од југ населението се движи на север. И да речеме некаде до 3-тиот милениум е оној општ балтословенски јазик, па после се одвојуваат до 1-тиот милениум јазиците. Значи, познато е во науката, има факти дека животот почнал од југот. Ова не има врска има врска само со наука, со ништо друго. Како што македонците постоеле, граделе своји цивилизации и царства, тоа население каде одело, се преадаптирало, населението се мешало, например, арамејците, арменците се дел на бригите, исто така од Балканот, како што се и пеонците и сите тие во Мала Азија создале држави на лидијците, фригијците, кои обстанувале и царства. Империјата на Александар и Филип е една од трета империја од големите империи на македонците, али македонци сватени како првите жители и светот тоа го знае.